Повеќе од 10.000 бегалци и имигранти кои се заглавени во прифатниот камп Идомени на грчката страна на границата со Македонија денеска ја блокираа пругата во знак на протест против затворањето на границата. Бегалците, од кои најгласни се најмалите, извикуваат отворете ги границите, слобода и Меркел. Тие носат транспаренти на кои пишува и ние сме луѓе, помогнете ни, не сакаме да умреме, помогни ни Македонија. Повозрасните седат на пругата пред кордонот полицајци кои не им дозволуваат пристап до возот. На македонската граница за сега не се пропуштаат бегалци. Полицијата вели дека не знае колку време ќе биде блокирана границата. Македонија го ограничи протокот на мигранти од Грција на околу 500 дневно, откако истото го направија сите земји од Балканската рута до Австрија. Минатата година низ Балканската рута поминаа стотици илјади бегалци и мигранти. Во Грција има заглавено околу 25.000 мигранти. Официјална Атина се жали на недостаток од храна, вода и други потреби за мигрантите. На 7 март се одржува самит Европска Унија Турција на кој треба да се разговара за мигрантската криза. Украинската новинарка Марија Варфоломеева е ослободена по 14 месеци заложништво како дел од размената на затвореници во селото Счастие. Проруските сепаратисти што ја држаа новинарката ја разменија за рускиот државјанин Иван Горбунов, кој бил заробен додека наводно се борел на страна на сепаратистите. Варфоломеева беше заробена минатата година додека наводно фотографирала стамбени објекти и беше обвинета дека е шпион на украинските владини сили. Бунтовниците велат дека таа помагала за насочување на украинскиот артилериски оган, но активистите за човекови права велат дека обвиненијата се измислени. Варфоломеева рече дека била тепана и билаускратувана храна за време на заробеништвото и од е благодарна што е на слобода. Главниот извршен функционер на Авганистан Абдула Абдула вети дека владата нема да ги жртвува правата на жените во мировните преговори со талибанците. Тој ова го кажа пред доминантно женската публика во Кабул во пресред на Денот на жената 8 март. Минатата година се засилија заканите против правата на жените во земјата. Комесарот за човекови права во Авганистан објави дека има зголемен број случаи на насилство врз жените.